Нема повеќе прикривање на прометот и злоупотреби со фиктивни фактури. Управата за јавни приходи ја најави новата даночна реформа со која треба да се создаде поголема транспарентност во работењето на компаниите. Од 1 јануари стартува пилот проектот Е-фактура со кој даночната администрација ќе може полесно да ги следи и контролира трансакциите во реално време. На овој начин ќе се намали сивата економија и ќе се подобри управувањето со јавните финансии. За многу кратко време од сега ќе ги објавиме техничките документации за API интерфејсот, тоа е тој комуникацијски механизам преку кој што ќе треба да се обезбеди автоматска и безбедна размена на податоци меѓу системите на компаниите и системот Е-фактура. Со тоа, значи, компаниите ќе можат да започнат со подготовка на своите софтверски решенија, со интеграција на системите, техничка интеграција на системите и да започне тестирањето на процесот на издавање и примање на фактури во контролирана тест околина. Во однос на исплатата во врска со побарувањата за ДДВ од страна на компаниите, Петрова објасни дека станува збор за динамичен процес и дека состојбите се менуваат од ден за ден, во зависност од поднесените исправки на даночните пријави, решенија и уплатите во Министерството за финансии. Со крајот на ноември имаме околу 511 милиони евра побарувања кои што доспеа за исплата во текот на оваа година, а исплатени се околу 504-505 милиони евра. Значи, но ова се состојби кои што, пак ќе кажам, секојдневно се менуваат, бидејќи даночните обврзници секојдневно поднесуваат исправки на пријави. Ние ги добиваме пријавите на 25, но секој ден имаме исправки со кои побарувањата се зголемуваат, се намалуваат, доаѓаат даночните решенија од контрола со кои исто така имаме промена во износите, се вршат исплати од Министерството за финансии. Иако граѓаните се почесто ги скенираат фискалните сметки, дел од нив се уште пазарат кај трговци што не го почитуваат законот. Со тоа тие им помагаат да го прикријат прометот. И по 24 години од воведувањето на фискалните апарати, кај граѓаните се уште постои слаба даночна дисциплина. Според Петрова, последните контроли покажале дека кај 25% од операторите се утврдени неправилности. Затоа во наредниот период фокусот на инспекторите на УЈП ќе бидат угостителските објекти. До 30 јуни годинава се регистрирани 75.604 фискални апарати, а бројот на активни фискализирани даночни обврзници е 38.939.